добре дојдовте на денешната училница. Јас сум Сања Трајковска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Лазо Трповски во Скопје. На овој денешен час ќе учиме за опишување ликови и личности. Прво да видиме што ќе научите од денешниот час. Ќе научите да умеете да уочувате описи преку текстови, да умеете да согледате опис на лик и личност и начинот со кој се прават описите и да умеете сами да опишувате лик и личност. Прво да видиме, да го објасниме значењето на зборот опис. Што представува зборот опис? Представува опишување на природни појави, пејзажи, предмети, личности и друго. При тоа, треба да знаеме дека описот е битен елемент во литературната творба. Тој за читателот представува слика со зборови. Опишувањето ни овозможува да си создадеме визуелна представа, односно слика за она што го читаме. Во творбите сретнуваме описи на ликови, предмети, природни појави, на природата воопшто, на објекти, на простории и слично. Потоа ќе биде потребно да ги отворите вашите учебници на страна 135 и страна 136, каде има два текста. Тоа се огледалце на детството од Петко Домазетовски и Елка од Марија Воронкова. Треба внимателно да ги прочитате текстовите за да можете да ја согледате сликовитоста на описите и при тоа да ги согледате изразните средства кои авторите ги употребиле во овие два текста. Откако ги прочитавте текстовите, ја согледавте сликовитоста на описите и изразните средства употребени во самите текстови. Што забележавте? Забележавте дека и во двата текста има описи кои ни овозможуваат да си создадеме визуелна представа, односно слика за она што го читаме, но исто така забележавте дека во извадоците при опишувањето се употребени и визуелни и аудитивни елементи преку кои авторите ја зголемуваат сликовитоста на текстот. Веќе сме работеле и за визуелни и за аудитивни елементи. Визуелни елементи се кога во еден текст наидуваме на зборови кои не упатуваат кон создавање на слика за она што читаме. Тогаш велиме дека авторот употребил визуелни елементи во творбата. Додека пак аудитивни елементи кога наидуваме на зборови кои не упатуваат на некакви звуци. Тогаш велиме дека авторот употребил аудитивни елементи и едните и другите елементи ја зголемуваат сликовитоста на творбата. Потоа, исто така треба да знаеме дека опишувањето на предметите, природните појави, природата воопшто, честопати се сретнуваат во литературните творби. Тие може да представуваат и теми на кои авторите ги создаваат своите творби, но може да бидат застапувани и како делови на некоја творба во која пак се обработува некоја друга тема. Описите се сретнуваат и во лирските и во епските творби. Понатаму да видиме опишување ликови и личности. Веќе сме учеле и знаеме дека ликовите се носители на настаните кои се раскажуваат во една епска творба. Тие се носители на фабулата. Што е фабула? Знаеме и веќе сме учеле дека фабула е хронолошки редослед на настаните по причинско-последичен однос, значи онака како што ги представува авторот. Потоа, секој лик во себе носи внатрешни карактерни особини и надворешни физички особини. Како ги согледуваме особините? Надворешните особини ги согледуваме од описите кои ги дава авторот на творбата, додека пак внатрешните особини ги согледуваме од зборовите на авторот и од постапките на самите ликови во творбата. Потоа ќе прочитаме два текста кои што се извадоци од ученички состави, ликот на Хајди и нашиот Диме, преку кој ќе треба да ги споредите описите на ликовите и да согледате за какви ликови станува збор. Прво ќе го прочитаме првиот извадок од ученички состав, тоа е ликот на Хајди. Детскиот роман Хајди ме воодушеви. Едноставно посакав да се најдам веднаш на прекрасните падини на швајцарските Алпи. Секако, предпоставувате дека ликот на малото девојче Хајди е најзаслужно што ја се влюби во животот на планина. Но, исто така, влијаеше и врз моите постапки. Хајди докажа дека детското срце може да го стопи најтврдиот камен.
Незината добрина, дружелюбивост, хуманост, искреност и ведрина ќе го смени животот на луѓето околу неа. Среќата што несебично ја зрачи, незиниот лик се пресели и на мене. Ова беше првиот извадок од ученички состав ликот на Хајди, потоа одиме на вториот извадок од ученички состав, тоа е нашиот Диме. Диме е мојот прв сосед, но воедно и мој соученик и најдобар другар. Не само мој, туку и на целото оделение. Колку сме среќни што го имаме, затоа ќе му го посветам составот нему. Диме се досели во нашата зграда пред 4 години. Неговиот татко добил работа во странство, па тој заедно со сестричката се пресели кај баба му, која живее веднаш до нашиот стан. Таа порано ни раскажуваше дека нејзиниот внук е многу разбрано дете, кое целосно му е посветено на книгите. Но, ние откриваме дека тој е несебичен другар кој секому помага. Не остава некој да биде бездомашна, секому објаснува. Знае да помогне во неволја, да се жртвува за другарството. Сила е нашиот Диме. Ова беше и вториот извадок од ученички состав, нашиот Диме. Откако ги прочитавме двата текста, извадоци од ученички состави, што согледавте? Согледавте дека во првиот извадок, ликот на Хајди, ученикот опишал лик од прочитана книга. Во вториот извадок пак, нашиот Диме, ученикот опишува личност, односно го опишува својот другар. Заклучок, што ќе заклучиме од ова? Дека треба да правите разлика меѓу лик и личност, притоа соодветно да ги употребувате и препознавате. Драги ученици, дојдовме и до кај самиот крај од денешниот час, дојдовме до задачата. Ќе треба секој од вас во вашите тетрадки да напише состав во кој ќе опише една ваша омилена личност. Предлог за план по кој би пишувале. Прво, која е мојата омилена личност, потоа зошто е тоа моја омилена личност и опишување на неговиот изглед, тоа се надворешните физички особености и внатрешните карактерни особини. Драги ученици, ви благодарам на вниманието, останете ми поздравени, довидување.